Разговараме со министерот за локална самоуправа, но и лидер на Либерално-демократската партија, господинот Горан Милевски. Добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, благодарам и за поканата и можноста да дебатираме на прашањата. Господине Милевски, се вративте од Преспа форумот кој што се случуваше изминатиот викенд во Охрид и Отешево, каде што велите дека рековте во својот всушност говор дека договорите, форумите, политиките имаат смисла ако предизвикаат позитивни промени што ќе имаат влијание врз животот на луѓето. И имаше ли ефект овој Преспа форум? Вите, ова е прв и треба да му се даде признание на Министерството за надворешни работи за иницијативата и за цел напор кој што го направи да се одржи овој Преспа форум. Сега условите во Преспанскиот регион претпоставам не се такви да можеше централните настани да се одвиваат во Преспа, туку главните настани се одвиваа во Охрид, а името е Преспа форум. Главните, кога велите, веројатно мислите на имињата кои што беа присутни. Централните темите, председателите, премиерите беа во Охрид, спорадично беше во Преспа, да речам тие од настани, случувања кои што не предизвикаа толкаво внимание и интерес или тежина на учесници. Беше за младите, тоа беше за локална самоуправа, некои други теми поврзани со кои што се одвиваа во Отешево. Меѓутоа, претпоставам и треба и капацитети да имате, хотелски и така натаму, да ги сместите сите тие гости во тој крај. Меѓутоа, тоа е пак суштината и поентата на овој форум, да се актуализира тој пограничен регион. Европската унија сега ќе инвестира таму 18 милиони евра, сите вкупно заедно некаде се берат 21 милиони евра. Во Преспанскиот регион само? Во Преспанскиот регион. Ќе бидат насочени инфраструктура, отворањето на граничниот премин Маркова нога. Тој веќе треба, нели требаше да биде отворен? Мислам дека короната предизвика средствата од ЕУ да се распределат на други, значи да се распределат во одбрана од оваа израствена криза, така да малце на стендбај се приклучи овој регион. Меѓутоа, како поминува здравствената криза, сега и ЕУ се концентрира на нивните проекти, не само за Преспа, туку и за другите во Европската унија. И мислам дека делот ќе финансира Министерството за локална самоуправа преку програмите СИБИС, односно за прекугранична соработка со Грција. И најголем проблем таму е намалувањето на нивото на Преспанското езеро, кој што е и од природни, но сите таму се согласија дека и човечкиот фактор е тој кој што предизвикува намалување на нивото на езерото и треба сите три држави заеднички да ги насочат не само декларативно, туку и практично нешто во да применат за да може да се стабилизира, да не се спушта повеќе нивото на Преспанското езеро и да се врати. И каков е интересот на соседните држави да инвестираат во овие инфраструктурни проекти? Па видете, со поддршка на Европската унија, сега фокусот и името на овој форум, Преспа форум, укажува дека сите држави фокусот го ставаат. За жал, од соседните држави, колку можев да проценам, на премиерско ниво беа Албанија, Косово, Србија, меѓутоа за жал немаше високи представници од Бугарија и од Грција, што е еден, да речам, недостаток на Зборите за Преспанскиот. Па генерално за Преспа форумот зборувам. Од Бугарија и речиси да немаше. Па така и од Грција беа на пониско ниво. Да. Имаше барем јас на тие дебати градоначалници, на префектиот Северна Грција, но нема изостанаа високи представници на ниво на премиери или министри некои на. А овие погранични градоначалници беше Ципрос, но тој е лидер на опозиција, не е официјален представник на власта. Ципрос беше за Созаев да го покажа значењето на договорот кој што го потпиша. Овие други погранични градоначалници кои што ќе имаат со вас некаква соработка за тој преспански? Со нас имаат и досега соработка со прекуграничната со Грција. Навистина одлично соработува Ресен со сите тие околни општини кои што се во Грција и во Албанија, бидејќи пак тука и со прекугранична Ресен спаѓа и во прекугранична соработка и со Албанија. Министерството плаќа 15% од сите проекти за локална самоуправа, тоа е контрибуција на државата, наместо тоа да го плаќаат општините, тоа го плаќа државата во нивно име и значи ние преку Министерството за локална самоуправа државата контрибуира дел од средствата кои што се наменети за разни проекти во кои што се вклучени владини организации, институции, општини и така натаму, и тоа ги зближува не само институциите, туку и граѓаните од сите три држави со овие проекти и сметам дека се многу позитивни.
Сега овие дополнителни стимулни средства за овој регион ќе бидат навистина добри, но и државата преку инвестиции да се задржат луѓето во тој крај, да се мотивираат нови работни места и така натаму ќе бидат исклучително важни. Ако се врати нивото на езерото, да се мотивира и приватниот капитал да инвестира и во хотелски капацитети за навистина Преспа форумот, ако е Преспа, целиот да се одвива во Преспанскиот регион и е добра овај, како што кажав, форум и да се задржи, традиционален да стане, за да еднаш годишно на тоа ниво се берат сите лидери од регионот и представници меѓународни, па и да за не да бидат дебатираат на прашањата. И да не бидат лидери, да бидат доста на локално ниво граначалници присутни да може да се разговараат за Меѓутоа тежината и се надевам следна година и премиери и председатели на сите соседни држави, бидејќи навистина и државата и овој форум го заслужи да дојдат и останатите кои што не беа, но за жал ете да ќе има и други прилики. И сега датум имате за Маркова нога, например, кога? За Маркова нога нема конкретни датуми, тоа е едно тој би требало работно. всушност да отвори, бидејќи е на добро стратешко место, би требало да отвори доста перспективи за Преспанскиот регион. Проблемот со Маркова нога беше нивото, грчка страна инсистира да се запазат сите Шенген критериуми, а тоа е заштитено подрачје таму, национален парк и така натаму, не дозволува големи проекти. Дилемата и на делегациите на Европската унија беше зошто да се дава толку многу пари за граничен премин, кога за неколку години граница нема да има, бидејќи ќе станеме членка на Европската унија. И што ќе прави тој там музеј или ќе правиме тој граничен премин? Ние бевме на став да ако треба музеј ќе се прави. Така, меѓутоа не е потребно да се трошат пари за големи гранични премини, треба тоа да биде скромен за да се профункционира, да се има движење. Да, всушност не бил голем тој граничен премин. Сакам да кажам, објектот внатре, грчката страна сакаше да биде, па да не речам мегаломански, да ги исполнува Шенген критериумите. И меѓутоа Шенген критериуми сега да правите нешто што ќе има трајност 5 години да речам, нема логика да се инвестираат милиони евра. Сметам дека ако се надминат, ако немаше такви проблеми, ова сега го дискутиравме пред корона кризата, овие сите дилеми, кога и немаше ни најави дека Бугарија ќе прави блокади, до 2025-та сметавме дека ЕУ е достижно, а граничниот премин за 2 години некаде до сега, следна година требаше да биде достижен, тоа пак се закочи заради корона кризата. И сега за неколку години вие да правите толку мегаломански граничен премин, сметавме и ние и ЕУ дека нема логика малце и тука првичните кочници беа околу нас. Мислам дека тие проблеми се сега разрешени. Ние покрај ова преку граничната соработка веќе интензивно наработиме за езерска рута Струга со Подградец, со Албанија, кој што таму има план да се набават бродови кои што ќе бидат на соларни панели, нема да го загадуваат езерото, еколошки, и ќе се отвори тој граничен премин, да речам, преку езерско ниво и таа рута ќе се оди не само Подградец Струга, туку Охрид и Свети Наум, ќе биде на туристичка атракција и дестинација за сите туристи да можат да еден ден да прошетат до Подградец или тие од таму да дојдат тука. И тоа интензивно работиме, тоа као стратешки проект во ИПА 3 програмата, која што започнува 2021-2027 и се надевам дека за скоро време веќе имаме мешовита група каде што е МВР, царината, бидејќи се тоа треба да се организира, општина Струга, и од албанската страна да се направат активности кои што ќе значат што побрзо отварање. Средства ЕУ ќе даде, сега на нас останува што побрзо да се изорганизираме, па што треба да се дефинираат каде ќе бидат тие пристаништа, сега да се запази. Така и УНЕСКО тука да се внимава со пристаништата. Има многу работи чувствителни кои што треба внимателно да се работат, но до нас е до брзината наша и до нашите институции, администрација, колку брзо тоа ќе го сработат. Кога зборувате за нашата администрација, неодамна ве следев на настап на медиумите каде што имавте доста критики кон законот за државна администрација, меѓутоа тоа во некоја друга прилика, бидејќи толку и не дозволува времето. Јас сакам да ја прашам господине Милевски во однос на локалните избори, бидејќи освен што сте министер за локална самоуправа, вие сте и лидер на ЛДП партијата. Како ќе настапите на следните локални избори? Ќе барате пред коалиција, ќе настапувате сами, ќе одите во посткоалиција и всушност генерално ако настапувате коалицијски, од таму следствено и прашањето дали сте вие задоволен можеби од
начинот на кој што досега локалните самоуправи ја функционира, бидејќи 70-80% од општините во Македонија се општини кои што ги раководи актуелната власт. Спорувам и за... Јас само ќе бидам краток. Првото, начнавте вчера, имавме влада од 11 часот вечерта и дебатиравме за реформите во државната администрација и на моје задоволство и голем дел од останатите министри беа со слични ставови, така да на реформите кои што одат во тој правец, мислам ќе бидат многу подобри за пофлексибилна администрација и ќе стапат на сила 2024 година, да не се смета дека е нешто политичка работа, туку новата влада ќе започне со имплементација на новиот закон, што мислам дека ќе биде многу пофункционален и ќе добиеме многу мотивирана и поактивна јавна администрација која што ќе работи во интерес на граѓаните, а не заземено местото и сега седиме до пензија, ништо не работиме. Добро, тоа е отворено прашање, бидејќи составот на администрацијата, ако го зборуваме сега, наш став е да целосно се и треба и тука измени во начинот на избор на вработените. Во однос на локалните избори, ЛДП донесе минатата недела одлука да настапи во една граѓанска коалиција на центарот. Во таа коалиција веќе донесе одлука да биде дел и Дом, Зелената партија Дом. На Маја Морачанин очекувам и уште некои партии и граѓански и поединци и граѓански активисти да се приклучат. До есента се надевам дека ќе одиме, веќе разговараме со луѓе да кандидати за градоначалници, па и носители на листа, кои што ќе бидат и надвор од политичките партии, луѓе кои што кои имаат свој авторитет, свое достоинство и нема да бидат подлежни на партиски влијанија, партиски послушници во советите или градоначалници послушници, туку навистина ќе бидат луѓе со авторитет кои што ќе работат во интерес на граѓаните. Дали сум задоволен? Јас само можам да ви цитирам анкетата на ИРИ, каде што кажува дека 53% од граѓаните не се задоволни од своите градоначалници, што значи дека генерално кога една партија ќе добие сите градоначалници, нормално е, кога немате вие конкуренција, да има и добри и лоши градоначалници, кога некој на среќа ќе стане градоначалник и не знае што да прави со својот мандат, е тоа така. И сметам дека нови избори ќе добиеме пошарен лик состав на градоначалници и навистина ќе многу подобро ќе ги менаџираат парите на граѓаните. Зошто сакаме да одиме посебно? Затоа што морам да потенцирам дека владината коалиција функционира нормално и одлично, меѓутоа политичките партии се тука за да настапуваат самостојно на избори и врз основа на оно што ќе го постигнат да се прават, да речам, коалиции. Во еден момент вие мора да се мерите во јавноста, да видите колку тежите, дали вашите политики се прифатени од граѓаните, за да знаете во кој правец да се насочите. А вака сега вие ако одите перманентно во коалиција, ќе се стопите, граѓаните зошто би гласале за вас или зошто би дошле кај вас, ќе одат кај некој поголем ваш партнер и вие се обезличувате и на крајот ќе треба да ставите клуч на партијата, на партиите и затоа сметаме дека е добро на граѓаните да му дадеме една опција. Нормално е се и двете големи партии, гледам дека се пуштаат муви, едните дека ова е масло на СДСМ, да ги земи незадоволните, другите по ова е масло да ни одземи гласови за ВМРО. Така да, кога и двете струи се плашат, значи вие сте на вистинскиот пат, бидејќи ние ова е изворно нешто кое што го правиме, да дадеме понуда. Не може во Македонија да биде поларизирано левица и десница. Така е секаде во Европа, така е секаде во регионот, има партии кои што се надвор од двата традиционални блокови. Впрочем, тие партии, еве гледате во Бугарија победи нова партија, надвор од традиционалните партии. Во Хрватска на локалните избори граѓаните гласа за граѓанските партии, за граѓанските листи, за третите опции. ХДС и СДП ојдоа малце на страна на овие избори. Значи тоа е трендот. Ако не на овие избори, значи ние сме некој предвесник на она што би требало да се случи. Јас се надевам дека ќе почнеме од овие локални избори, но и да не се случи тоа, некој мора да се фрли прв во ладна вода за да му даде опција на граѓаните да почнат и тие да размислуваат дека може да гласаат и поинаку малце, затоа што во континуитет ние 30 години не сме задоволни. Јас само се надевам дека останатите партии, помали партии кои што досега постојано се во некаква коалиција ќе го следат примерот на ЛДП, па како што велите вие, макар би се фрлиле и во оган после локалните избори. За крај нека да ни останува прашањето во поглед на онаа резолуција која што ја презентираше ВМРО ДПМН во декларација всушност во парламентот.
Вие имате двајца пратеници од редовите на ЛДП, Моника Зајкова и Боби Мојсовски. Како ќе постапуваат тие кон оваа Значи, декларација? коректно, вчера Антонио Милошевски побара средба со сите пратеници и за да достави резолуцијата, бидејќи сега ние зборувавме ќе има резолуција, меѓутоа треба некој да го види текстот. Коректно вчера ги примивме и ја добивме резолуцијата. Она што и сугерира пратениците треба да се почитува новото име на државата, колку нас да ни се допаѓа тоа или не. Тоа стои во резолуцијата на... Па резолуцијата пише Собранието на Република Македонија. Такво собрание де факто и нема. Треба да е... Гледам дека и СДСМ на тоа реагира. Јас повторно ќе речам тоа и американската сада високи представници го рекоа, мора сите да прифатат реалноста која што е во држава. Не може вие да земате плата од Северна Македонија, да викате Република Македонија. Тоа е сега тоа што е и треба сите да го испочитуваме тоа и мислам дека забелешки има на тој дел. Прифатливи се колку што знам и за ВМРО ДПМН, пошто тие се свесни за тоа, не знам зашто така работат. Генерално во резолуцијата има коректни принципиелни ставови за континуитет на македонската држава, континуитет на македонскиот народ, на историјата, така да се она што ние како партија го прифаќаме и за нас е таа прифатлива, велам со одредени корекции кои што можат амандмански да се интервенира во нив. Гледам дека е прифатливо и за СДСМ и за сите други партии. Ми е мило и драго што ќе се постигне национален консензус за толку важни национални прашања. Значи треба да престанат поделбите, кавгите и раздорот во Македонија и треба и ние како и сите останати, пошто и Грција беа обединети и бугарите беа обединети, ние вовде во континуитет сме скарани. Да, прво водиме војна помеѓу партиите, па потоа излегуваме со... Да, тоа е неприфатливо и затоа сметам дека е добар чекор, не треба да се земаат ова политички поени било која партија, туку треба да се издигне над национално ниво, бидејќи Европска унија во која што нема да бидеме македонци, со македонски јазик нас не ни треба. Ако тоа е условот, тогаш ние треба и да речиме фалави, кога ќе сте спремни да не викнете како македонци, ние сме тука да се приклучиме, ама да се молјакаме секоја година, ајде, па услов еден, па услов друг, па не знам, па ги критериуми, мислам дека се претера малце, 30 години помина, сите одат напред, ние тапкаме во место и треба да се даде шанс себе оваа година на политичката влада Бугарија, следна година и мислам дека толку ќе биде граѓаните, ќе му дојде, ќе се прелее чашата. Знаете која трпите, меѓутоа сето има граница, точка на топење и на нервозна и сега веќе не можете вие во континуитет нешто да барате да се преобличиме во нешто што не сме. Не може со сила некој да ми вели не си македонец или вас не знам не говорите македонски јазик, бугарски јазик. Тоа се претерани барања и мислам барање колку да се даде нешто за да не се влези. Ако ми мислите тоа е така, фала ви другари, дајте ако имате некои други форми на соработка, како што има Швајцарија, како што има Британија, да се договориме за некој начин на соработка и тоа е тоа. Затоа што ние не можеме во континуитет, ние сме веќе јас сум бил мал, сега веќе поред, деца ќе се родат, други ќе и ние тапкаме во очекување да влеземе во па ако не сакате пак. Да. Тоа е тоа. Господине Милевски, ви благодарам за одвоеното време и за разговор. Благодарам и вас.